Започна испораката на учебниците. Министерката за образование Весна Јаневска со порака до директорите на училиштата да бидат подготвени и да го организираат приемот на книгите. Освен учебниците за странски јазици, по сите други предмети учебници ќе има на почетокот на учебната година. Сите учебници кои оваа влада ги вети, оваа година ќе стигнат до почетокот на школската година. Дистрибуцијата е веќе почната. Ние објавивме дека е почната. Се уште имаме учебници во печат, но по договорот тие до 1 септември би требало да бидат во учебниците. Јас длабоко се надевам дека тоа ќе биде испочитувано од дистрибутерите. Повторувам дека нема да има учебници за странски јазици, не по вина на оваа влада, туку по вина на претходната влада, затоа што тендерот е поништен и се уште е во жалбена постапка и ништо што би било во склоп на закон не би можело да се преземе надвор од тоа да ја чекаме да заврши таа процедура. Ќе има учебници историја и општество за 5 и 6 и историја и географија за 7 оделение. Тие веќе ги видов какурник и навистина се убави учебници. Министерството за образование неодамна го запре конкурсот за издавање учебници во 9-годишното основно образование, кој беше објавен во април годинава. Во меѓувреме започна јавна консултација со Бирото за развој за наставните програми за 7, 8 и 9 оделение, со цел оние кои се веќе изработени да се напредат, а новите кои треба да се подготват да ги содржат сугестиите на наставниците практичари, чие мислење се смета дека е најважно во процесот на обликување на воспитно-образовниот систем. Од 1 септември 124 основни и средни училишта можат да почнат со настава во една смена. Со дел од училиштата се уште се разговара, а дел веќе самостојно одлучиле да од септември да почнат со едносменска настава.